колеги пратеници, почитуван премиер, членови на влада, пред вас денес е предлог на закон за изменување и дополнување на законот за јавни патишта. Со овој предлог на закон предлагаме патарините во нашата држава да бидат уредувани, односно цената на патарините да биде уредувана со закон, а не како досега со одлука на влада. И преку предлогот кој го доставуваме пред вас, пред пратениците, во скратена постапка предлагаме намалување на цените на патарините за околу 50%. Зошто овој предлог го даваме токму сега? Затоа што, прво, патарината како трошок не представува мал и маргинален трошок, таа е дел од мобилноста на нашите граѓани, таа е дел од снабдувањето, од логистиката и од сите оние синџири на снабдување, и како таква игра сериозна улога во креирање на финалните цени кои граѓаните ги плаќаат за нашите производи во рамки на маркетите, во рамки на аптеките, кои компаниите ги плаќаат при набавка на репроматеријали. Имајќи предвид дека нашата држава е увозно зависна по однос на најважните и најосновните наши потребштини, тука зборуваме увозно зависна во делот на храната, на лековите, на репроматеријалите, транспортот како таков игра сериозна улога во креирање, односно создавање на финалната цена на производите. Од тука, намалувањето и ограничувањето на транспортните трошоци директно ќе се рефлектира на намалување на цените во маркетите, на намалување на цените на лековите, но исто така и на репроматеријалите кои треба да стигнат до нашите фабрики, кои потоа треба да ги преработат во финален производ. Од тука, самиот начин на регулирање, односно на намалување на цените на патарините, заедно со пакетот на закони кои го предлагаме денеска во однос на намалување на акцизата, на данокот на додадена вредност, како пакет представува сериозна поддршка за целокупниот транспорт во државата, меѓутоа на тој начин сериозна поддршка за нашите граѓани и заштита на животниот стандард. Затоа што на крајот на денот цената на патарините не ја плаќа превозникот, односно транспортерот, цената ја плаќаат граѓаните кои ќе одат на каса и ќе платат за намирниците, за продуктите кои ги купиле, кога ќе одат во аптека и ги платат лековите, а исто така нашите компании кога ќе ги набавуваат собствените репроматеријали. Јас очекувам дека ние како избрани од граѓаните, како најповикани, најодговорни, да работиме во нивен интерес, да работиме заштита на нивниот стандард, да работиме во насока на луѓето што помалку да го осетат притисокот од овие глобални предизвици со кои се соочуваме ние, како и целиот свет, и очекувам дека сите заедно денес ќе дадеме поддршка на ова законско решение. На крајот на денот, ако за многу работи не можеме да се договориме, ако за многу работи не можеме да се обединиме и да дадеме поддршка, можеби денес е моментот по однос на сите овие законски решенија да дадеме поддршка и на тој начин да покажеме дека знаеме која ни е одговорноста и дека знаеме да водиме грижа за нашите граѓани, за нашите компании, за нашата економија. Ви благодарам.